Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев, а вие следите уште едно утринско издание на Златев и Боцевски. Ова утро со специјален поднаслов Вештачка интелигенција. Немој тоа. Прво да ви кажеме дека сме позитивно изненадени на солидарноста на Скопје, кои вчера ги бараат двете исчезнати девојчиња од Струмичко, кои среќно беа пронајдени. Тоа ни се врати вербата во нашиот град, а иначе Ивица во однос на вештачката интелигенција, значи ние нема сега да бидеме она модерни да го прашуваме чат GPT ова или она, туку ние. Види, шо ми ја ставија во Белата куќа Камала Харис да биде одговорна за вештачка интелигенција, јасно ти е каква закана е тоа. Значи, во Македонија за вештачка интелигенција, нели, задолжена е Ана Чупевска. Значи, види, има Ана Чупевска. А како стои со природната интелигенција? Па тоа сакам да ти кажам. Значи, Ана Чупевска е символ дека понекогаш е и добро да ве замени вештачката интелигенција. Иако има многу багови, вештачката интелигенција знае да фабрикува, да измислува, особено ги испофатија сега по тие пейпери што прават со вештачка интелигенција, дека им фингирала референции од книги што не постојат и така натаму, некои такви работи прави. Но во однос на Ана Чупевска, мислам дека вештачката интелигенција може многу подобро да ја брака нејзината работа. И мислам дека нема потреба да се трошат тие државни ресурси на катедрата за политички науки. Може да ја замениме со некоја... Не, види, ја не мислам дека за предавање мора да има природна интелигенција. Ама која е ниска? Не зборам за нејза, него за предавање. Ја и ти сме завршили на тој факултет и сметам дека таму треба да предаваат луѓе кои со интегритет. Сега да почнеме да видиме што вели Ана Чупевска. Вика, за потребите на еден домашен разговор ја тестирав мобилната апликација Ask Artificial Intelligence. Не, види, самиот факт, знаеш, мора ти кажам, кој читаш колумни, видиш дека некои пренесува домашни разговори, кафеански разговори и разговори со таксистите, докато се прекинува да се чита колумната. Во чат боксот напише в Macedonian Far Right, односно македонска крајна десница, и еве што е наведено. Македонската крајна десница се однесува на политички движења или индивидуи кои во Северна Македонија поддржуваат крајно десни или националистички идеологии. Овие групи воглавно се фокусирани на промоција на македонскиот национализам, застапуваат силна и јака македонска држава, а се спротивставуваат на воочени за нив закани кои се упатени кон македонскиот идентитет и култура. Како, например, албанскиот национализам или имиграцијата. Добро, еден од по-проминентните крајно десни организации во Република Македонија е ВМРО-ДПМН, која беше на власт неколку пати и беше обвинета за промовирање на антиалбански сентименти. Други крајно десно ориентирани групи ги сочинуваат Обединета македонска дијаспора, што е националистичка лоби организација со седиште во САД, и Националниот фронт, крајно десна политичка партија. Значи, еве сега, доказ на ова што го пишува Ана Чупевска е дека чат GPT лаже. Во Македонија нема партија која се вика Национален фронт. Така и нема каков Национален фронт. И сега пази како функционираат алгоритмите. Национален фронт беше партијата во Франција што си го смени името. Да, и сега они од таму нешто има излезено од датабаза, ме разбираш, и сега тука он си го прилагодува и лупа дека во Македонија има. Ова е доказ дека Artificial Intelligence не може да го смени нели човекот. Вештачка интелигенција. ОМД, односно Обединета македонска дијаспора. Многу фина. Значи, извинете вака, ама во Америка они се привезок на демократска партија. Не се. Види, и ова се, знаеш, ова се од кругови што се блиски до некои структури во ВМРО ваквите работи, не е така.
ги имаат сите партии. Добро, но секојаш важеле за поише продемократи. Сега да бидеме вака искрени. Не, верувај ми, не е така. Особено за Мето Коловски, кој е таков еден либерален човек, прекрасен. Добро, ама не значи тоа дека она што го зборуваме. И мислам дека е демократ јавно деклариран Мето Коловски. Ама без разлика на тоа, види, во Америка не е срамно. За разлика од Македонија, кај што е срамно да каже човек друга работа, не, и уште една работа. Чекај, уште една работа за да не бидеме и ние како вие што зборувачите. Во Америка, во Америка треба да се пријавиш да гласаш, па да гласаш. И сега, затоа што, како и кај нас, тие работи се, нели, бирократски, нервираат и така натаму, има шанса да те регистрира политичка партија. И така имаш во Америка регистрирани демократи и републиканци главно, и тек тук по некој регистриран независен, така се викаат тие. Значи, затоа нив им е лесно и кога идат на избори, они си знаат горе-долу кога го регистрирали. Сигурно нема да се регистрираш за Демократска партија, гласаш за републиканција, така? Добро, има и такви случаи. Не, се случува на избори, види, ти си сам покрај параванот. На крајот на криштата ќе кажеме еден човек кој што го Реган. Меѓутоа сега ти кажеме, значи Обединета македонска диаспора е една прекрасна организација на диаспората од Америка. И нема врска со крајна десница. Нема никаква врска со крајна десница. Боже, сачува. Фронт национал партија не постои во Македонија. Ама не постоеше во Франција, веќе не постои. Значи не постои нигде. Да. Значи има некаде можеби сигурно, меѓутоа да. Така што овие две се неточни и следствено на тоа и третата информација дека ВМРО ДПМН е крајно. Не, тоа е намерно напишано, тоа е една злоба невидена. И тоа е една срамота невидена, затоа што види, проблемот е психолошки. Тоа во политичка психологија е направено. Луѓето имаат проблем да кажат дека сгрешиле. Сега, во конкретниот случај, што е грешката? Грешката е дека се случи шарена револуција, која што не знам што требаше да направи така натаму, ништо од тоа не направи. Една корумпирана власт дојде во Македонија на чело и така натаму, и сега некои од тие приврзаниците на таа власт уште не им текнува што се случило. Тоа е, лепчо. Чекај бе да видим, еве чат GPT сега го отвори. Tell me about far right organization. Ма што е битно бе? Ова ми е чудна типна забава. Ај сега да видиме чат GPT што ќе ни каже. Мислам, што може чат GPT да каже што не знаеш? На крајот на крижот чат GPT е само препознавање на некои, како се вика тоа, препознавање на... Да бе, еве го... И овие ума да ги вадат? Не. Исто, и овде... Ама не, ова учи со внесување, така што може и Ана да го програмираме. Чекај бе друго да го прашаме. Do you know who is Димитар Ковачевски? Ајде да видим што ќе каже. Но што е битно се, види? I'm sorry. Значи, еве ти, Димитар Ковачевски никогаш не чул чат GPT за него. Дури ни чат GPT не го знае. Овие барем ги промашува, вакви биле, такви биле. Знаеш, овој него ни знае, бе, човече. Ај, батали го се чат GPT се. Ова е сега некоја нова забава. Ајде, сега сите гледаме што вика чат GPT. Не, ама многу интересно кога некој што се труди да биде универзитетски професор, за разлика да речеме од... Јас сум читал пейпери, пошто имам на факултетов кај што студирам пристап до сериозни датабази на научни трудови и имам читано прилично научни трудови за вештачка интелигенција и најголем дел од оние кои доаѓаат од образованието, во делот за образованието велат дека чат GPT не може да биде, нели вештачката интелигенција поточно не може да биде релевантен научен извор се уште, ниту во општествените, ниту во техничките науки. Може да подпомогне за некој работа. Може да подпомогне, например, ако програмирате и да му речете ај докуцај ми го кодов, ако му ги дадете генералните параметри, да заврши некаква машинска работа, но не може самостојно да размислува до ниво, нели, да покаже креација. Тоа е. Така што сите сериозни, нели, како се вика тоа, сите сериозни институции, сите сериозни
научници кон вештачката интелигенција пристапуваат така, ги гледаат потенцијалите нели на тој сектор, ги гледаат можните употреби, употребни вредности така. Употребни вредности во ова или во она, ама никој на планетава не вика дека вештачка интелигенција треба да ни помога во политичко расудување. Ме разбирате? Како може тоа? Затоа што тоа е невозможно. Да. Сега, многу интересно како вака ова екипава на колумнисти на Џабир Дерала, кој, Ивица? Нема факултет. Нема завршен факултет. Нели ги полемизира, нели, овие зборуваат, види се, нема завршена факултета, зборува за вештачка интелигенција. Знаеш ли ме тоа новото? Новото има една много... Не требало да се дискутира за уставните промени, затоа што во моментов главна тема политичка била опасностите од вештачката интелигенција. И за опасностите од вештачката интелигенција треба да се зборува со кого? Со Џабир Дерала, кој нема завршено факултет. Некој што има докторски студии завршено, исто така гледаш дека има проблеми со елементарно логицирање. Но така е во Македонија. Има, например, ние познаваме еден дечко од Македонија, исто доаѓа од така по леви кругови, станува збор нели за Анастас Вангели, и он работи на трудови за вештачка интелигенција. Ама тие трудови се далеко од ова трводелство. Ајде не споредуваме. Разбирате, да. Човекот е баби и жаби не може да споредуваме. Човекот е врвен интелектуалец и он пишува во последно време за вештачка интелигенција. И убаво пишува, но споредбено со ова. Мислам, она си правила дома муавет за чат GPT. И тоа е колумна. И тоа е колумна, добро. Не, тоа ти е знак, од Венко Андоновски нешто спаднавме кога зборуваме за колумни во Македонија, но добро, види. Па ти кажам право, ја Македонија колумни не пратам од Трендо која престана да пишува колумни, тоа а Трендо уште пишува. Сега го читам во задње време Јани Бојаджи. Добро. Добро, сега вие имате и професионално, вие сте 20 раководите со медиуми, така што тука има, Ја таму ги учам основите на медиумскиот менеджмент. И на како се ги напишување колумни, Не, ја не пишувам колумни. И на колумњарството. Ја, во Македонија секој си стана колумнист. Ако добро е тоа бе, пазарот на крај ке си каже што е. Се додека Миле Зечевиќ не стане колумнист, ја немам намера да се бавам. Нема да стане, мислам, чека се, сепак треба некоја елементарна писменост и за тоа. Па добро, ќе биде официјално и он ќе влезе во таа група. На тие што имаат поише напишано, што имаат прочитано. И такви има, да. Да, има. Но чекај се да се фатиме една сериозна тема, тоа е пресериозна тема. Не знам дали забележа, вчера наводно и покрај забелешката од Европската Унија со европско знаме се влегуваат во процедура законите за изградба на автопат со конзорцијум од Бехтел и Енка. И веќе не знам како да го наречам, освен како... Прво ќе давам две работи. Не знам, ти кажи ми како да го наречам ова. Ова имаат србите еден збор, ние го неаме тој збор. Односно, нашиот збор сигурно многу помилозвучни звучи од српскиот збор. Српскиот збор за ова е бахатост. Види. Невидена бахатост. И бахатост ова не го пишува, види. Ова е една таква... Од ЕУ викаат, немојте... Од ЕУ им вика, ало, полека, дечки, кочи мајсторе, како беше она? Не бре, брате. Не знам, кажи ми како ова да го наречам. Значи, нели оваа влада беше европска? Па уште и кој рекол вчера, некој од владава рекол ова било усогласено, вика, со делегација. Како би усогласено со делегација? Излегува луѓето, рекол ова нема врска со ЕУ. Што е ова? Објасни ми, молим те. Не, јас ти објаснувам, ова е корупција, каде што они сакаат да ги заобиколат сите работи по брза постапка да го стават законот и затоа му ставаат европско знаменце. Што добиваат со тоа, објасни ми? Добиваат да не им го кочи тоа ВМРО-ДПМН. Нивната корупција, левица, ВМРО-ДПМН, Демократски сојуз, сите таму што се против овој закон да не им ја кочат. Ама не може бе, види. Еве сега останува картата се во раците на партија типот на ЛДП. Тие треба да покажат на дом. Од типот на дом. Тие треба да покажат дали ќе им го гласа, затоа што за ова се потребни 61 пратеник. И тие кај дом имам и една друга работа. Мислам, не знам дали знаеш, они
гласале на тоа, како се вика, на тој нивниот централен одбор да излезат од да не го поддржат францускиот предлог. И покрај тоа, како што гледаме дека таа работа уште не е реализирана. И еве сега как јавно те прашувам, односно не видовме јавен став од нив. Многумина од нивните редови се прашува зашто тоа не се случува. И мислам дека ако ништо друго, еве околу таа работа во Македонија расте еден консензус околу ова со, како се вика, со Бехтел и Енка и околу бугарскиот предлог. Значи тука имаме консензус во држава. Не сака никој да... А власта е на спротивната страна. Власта е сосема на спротивната страна и види, и може би е убаво исто тоа што ова вака се случи. Тоа знам сега како гласно размислам. Не, види. Прво ова, ти си човек кој ги водел македонските европски интеграции и тебе ти е совршено јасно дека ова може сериозно да ни наштети во интеграциите со Европската унија. Пресериозно, еве ќе ти кажам. Значи ова може да биде онака... Пресериозно. Ова не е играчка. Не, ич не е играчка. Значи прво тоа. Затоа што ти... Не, ова ќе биде услов, меѓу другото, кога ќе почнат преговорите да се раскине. Европска унија ќе бари, може би уште од сега е подобро да се бара начин како што знам како што да кажам, да се бара начин како да се побара помош од Европската унија, они имаат адвокатски тимови за ова да се раскине, наместо да се влегува во некои авантури кои што нам не се потребни. Не сваќаш нели што нам не се потребни. Да, не, далеку не се потребни. Но суштината е сега дека ова станува проблем за нашите европски интеграции. Па одамна е проблем. И сега работата е како да излеземе од оваа ситуација. Тоа е прво. Втора исто така ситуација која е ни помалку важна. Да? Значи е тоа дека они утре се што може да донесат со европско знаменце. И може би е потребно, сега некам тоа да го наречам како Заев кам Шикар, некам да го наречам Шумар, тоа не. Но мислам дека е потребно ЕУ да изгради механизми со кои што нивки им кажува што може, што не може со европско знаменце, пошто ова не е прва злоупотреба на европското знаменце. Европското знаменце не е измишлјотина на ЕУ. Ниту пак ЕУ го бара. Добро, ова ми е битен став. Продолжи. Да знаеш. Значи, тоа беше замислено во еден период. Ајде ти сме го објаснували ова, ама уште еднаш да повториме. Значи, во еден период делуваше дека Македонија ќе се придвижи кон европските интеграции со засилено темпо. И со цел додека траат преговорите, кога станува збор за изменение на законодавството врзани со преговорите, Македонија да не се чека да едно на друго, со европското знаменце да влегуваат во парламент работиве, меѓутоа кога се бирократска работа, ајде да објасниме. Кога се става европско знаменце, мора да има пополнето еден прашалник на која точно регулатива од ЕУ се однесува дел од европското законодавство. Значи ти мора да ставиш, да речеме, усогласување со директива на Европската унија за работно време. Постои такво нешто. И така закон поминал. Тој се вика закон за работни односи. Значи законот за работни односи имал европско знаменце, пишу согласување со директива за работно време на ЕУ. И покрај тоа тој закон помина во редовна процедура, затоа што станува збор за работнички права и така натаму. Сега. Овие на поништувањето на тој закон... Слушај дрскоста. Дрскоста иде до тој степен што нема ништо, празни се овие табели што треба да ги пополнат, на која законодавство од ЕУ се однесува се однесува. Знаеш ли што вика Артан Груби? Артан Груби вели, па вика, коридорите кои што се градат се паневропски коридори. И затоа тој иде со европско знаменце. Ова види, ова е таква елементарна логика. Ја мислам вака дома на татко му да му каже шамар ке добие. Мислам ваква дрскост, ваква ти што викаш бахатост. Значи тоа е смислено за една работа. Усогласување со законодавството на ЕУ. Законот за работни односи усогласен е со законодавството на ЕУ. Не треба да се пипне.
И сега тоа што они го пипат, го деусогласуваат, односно го прават да бидат неусогласен со законот на ЕУ. Он вика, само за ова ЕУ не важи. Или со европско знаменце, како е тоа можно? Поништување на европски закон со европско знаменце. Вон секоја здрава памет, не. Ова Тоа е генерално. Не разбираш? Да, ова е. Која е дрскоста? И сега види, сега треба да ги истераме на чистина. И Европа има сега, знаеш, и Европската унија има проблем сега со ова, затоа што они мора да застанат против ова. Не може да кажат ова е добро, како е ова добро? Не, мислам, ова се сериозни шамари кои дојдоа вербални од таму, нели, во изминатите денови. Да. Ова е сериозна кон владата, но страшното за нас како земја е кога вербалните шамари ќе станат повеќе од вербални. Кои ќе се блокираат фондови, ние и денес имаме голема зависност од ЕУ. Значи да се разбереме. Значи види, имаме добро е тие фондови да се користат, и тука има некои проблеми, пак некои пари ти рекол дека добро, ама знаеш кога поради вакви глупости може да ти ги сечат тие работи. Па може да видиме. Види, прво ова укажува на тоа дека има некоја самоволие тука. Ова укажува дека има едно страшно самоволие. Пази, ова не е политика. Ова не е политика. Друго е да зборуваме бугарите во устав, не во устав и така, тоа е политика. Ова е да бидеме искрени, ова е корупција. Некој земал пари. Да. За да не се изложуваме за тоа. Еве нема да кажеме имиња, меѓутоа некој земал пари. Кој земал пари? Еве гледајте кој запнува највеќе да поминат овие работи. Да. И види, за очигледно големи се парите која вака се прави, тоа е едно. Второ, види самиот шо вика Албин Курти за ова, за Бехтел и Енка. Не видов? Дека благодарение на тоа Косово има проблеми со финансиите, имале неправеден договор, прескапо биле платени патиштата и дека луѓето што биле на местото на сегашниот Фартан Груби во косовската влада тотално се моментов исклучени од политиката и над глава им висат судски спорови заради тоа што земале сериозни пари, што е докажано. Па не, исто и тука очигледно. Па сега значи разработена варијанта е ова. Да, само сега имаме 2.0. И сето тоа пак ќе повториме со европско знаменце. Да, што е трагично. Но види, ова е темата на денот. Овие сега знаеш, кој бил крајно лево, кој бил крајно десно. Тоа е гнев и очи. Глупости. Тоа се глупости невидени. Кога сме кај ЕУ, сега имам, не знам дали да го искритикуваме ЕУ и дали е во право. Еве се. Шо? Ќе продискутираме вчера еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј на неговиот Twitter акаунт напиша дека го осудува тоа што не му било дозволено на пратеникот од Европскиот парламент Андреј Ковачев да влезе во Северна Македонија на 6 мај. Ја повикуваме владата на Северна Македонија да ја расчисти ситуацијата. Недозволувањето на влез на член на Европскиот парламент е многу сериозна одлука, вели Вархеј. Ке критикуваме, зашто да не критикуваме Вархеј? Ке критикуваме Вархеј, зашто зема страна? Зашто зема страна? Да, и зашто да ги пуштиме тука да кажуваат дека ова е Бугарија? Да. Зашто зема страна? Да, апсолутно. Не треба да зема страна. Така што не, види, ова е како да кажам. Сега и си ја браниме владата од европските напади, но објективно. Да, објективно не, ова е друго. Види. Овдека станува збор за една чиста политика и политика на негација кон нашава држава. И тука нормално е ние да кажеме дечки не бива оваа работа. Меѓутоа, во однос на ова, дека во однос на овој бандитизмов, тука конкретно си кажува Европската унија што е тоа што е проблематично. И гледаме што е проблематично, Липчо.
Да. Гледаме што е проблематично. Препроблематично, извини. Така што во однос на ова, мислам дека еврокомесарот има некој чуден однос со владава околу тоа прашање. Ке треба тоа да го видиме, да го дискутираме. Но по друга страна, секој ќе види, Ангел Джамбаски е во последно време, нели, тоа што го вратиле окей, оној Милен Врабевски финансира све. Но Ковачев во изминатиот период па немал некој така ангажман посериозен антимакедонски. Малце вербален само. Не, и вербален немал. И тоа проверувам. Немал. Он имаше, нели, 19-та, 20-та, така знаеше да упеца, но во последниот период Ковачев е прилично, сега гледам некои работи терат други сосем. За односи со Азербеджан, Либан, така. Добро, не, ама и ова му е тема. Да, но ќе грешиме душа ако кажеме дека нешто премногу се издвоил, знаеш. Може при стварно нашиве претерале во таа реакција, пошто вратен е и Джамбаски, кој исто така е член на Европскиот парламент, а за него овие не реагираат, знаеш. Знае се, добре, не е до толку да го брани Джамбаски. Знаеш, така што сега баш проверам, може би навистина помалку и претерале наши. Не види. Да си дадеме малце сега и... Нема. Имало зошто, сигурно. Значи, види, полицијата имала некои своји, како се вика тоа, имала некои своји известувања, постапила како што постапила. Мислам дека имало зошто се случило тоа што се случило. Така што... Океј. Да, тука не сум... како се вика тоа. Тука ќе застанам зад полицијата, затоа што не имале некои дојави, очигледно кои што придонеле тие да постапат на тој начин со забрана. Инаку денес се влечат дека наводно било нешто околу што беше тоа околу тие гробиштата воени. Ова не знам, овој туризам со гробишта на Балканов. Стварно, не знам. Што е ова? Што прават, идат по гробишта. И пасија сега нешто, гледам пак на гробишта, било и он нешто, Јане Сандански, кај бил нешто, слики постираш. Све нешто. Гоце Делчев беше ке него. Не, имаш сега и некои други гробишта идеја. Идат бе наместо да бркаат политика, да ја оправаат држава, они по гробишти да жити се. Одиме со блок реклами, почитувани слушатели, на гробиште се оди на своите блиски. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер и инаку Ивица, денеска е Ден на Европа и Ден на победата над фашизмот. Нека ни се честита и едното и другото. Само да знаеме дека со артан групи во Европа тешко. Вака генерално. Тешко било каде. Тешко било каде. Инаку од политичката партија СДСМ испратија соопштение дека ова биле двата темели на нивната партија. Како мислиш? Европа и победата над фашизмот. Добро. Ова биле темелите. Добро. Ми види, мислам дека никој не ги спори тие работи у Македонија од тоа да се политизира без везе. Да. Кој го спори антифашизмот во Македонија, Липчо? Која партија? Па, мислам дека не постои ниту една политичка партија која го спори антифашизмот, ниту пак постои политичка партија која, зборувам сега парламентарна политичка партија, нели, за овие маргиналните не коментираме, затоа што не се дел од собранието, но не постои ниту една меинстрим политичка партија која е парламентарна, која пак е и против интеграција на нашата земја во ЕУ. А и па во парламентарна бе? Мислам дека има тие родина, модина, некои такви има, што се некои. Кои има немам регистрирани се? Регистрирани се, да. Но тоа и еду потписи собрали, тоа е тоа. Северна Македонија го обележува 9 мај со почнати преговори во ЕУ. Со ЕУ.
и скрининг процес, ова го велат во СДСМ. Значи уште не лажат дека сме почнали преговори. Какви? Нема, не. Значи една година подоцна. Година подоцна. Точно. Каде што во пракса гледаме дека никакви преговори не се почнати, нас се уште не лажат дека ние преговараме со ЕУ. Па добро бе луѓе, што нафта пиеме ние сега? Ајде да. Една година подоцна. Невидена. Ова од владината прес служба. Не. Почитувани слушатели. Види. Ајде се вратиме. Остави го тоа, чекај. Не може да го кога ќе ги повлечат овие закони со европско знаме се пак изборуваме дека тоа не за Европа. Не може да го заборавиме ова ивиците, молам, значи. Да. Велат од владината прес служба ова утро тврдат дека ние сме почнали и преговараме со Европската унија. Сигурно. Нешто што е лага. Сигурно. И ја имаат поместено границата меѓу имагинарното и вистинското. Ја не знам. Па добро, што е следно, дека джедаи владеат со Македонија? Па и тоа може да го како се вика, да го тврдат, од кај да знам. И тоа може да го тврдат, зашто да не? Тоа се прашањата кои јас си ги поставувам и се прилично легитимни прашања, знаеш. Еве, втора лага, Бектеши, ние сме земја со најефтина храна во регионот. Ја мислам дека ова ќе ја пренесам ова изјава на жена ми. Утринава, еве, баш низ кафе правевме таков еден муабет колку е поскапен животот. И мислам дека она ќе има еден интересен одговор за Бектеши. Нема да го пренесам, ветам дека нема да го пренесам. Добро, јас знам ја кој би го имал и секој домакин човек, ја како репрезент на домакините во нашата земја, море иди и редиш 3 точки после. Невидена работа. Да се вратиме ова на тема, ајде. Денеска е денот на победата. Значаен ден, врз основа на таа победа израсна македонската држава. Македонците беа на вистинската страна на историјата во тој момент, вложија огромни жртви. Не само тоа, туку и завршните операции мобилизира многу млади момчиња од Македонија. Влогот на Македонија може да се види на многу места, на многу споменици, вклучително и во меморијалот на Холокаустот, кој што е едно подсетување за тоа што се случуваше и едно подсетување зошто нема зошто муабетиве со Бугарија не одат како што треба. Сега, кога сме кај победата над фашизмот, ивиците молам да внимаваме за ова. Те молам. Најсериозна тема за ово утро. Тема на која не се зборува во нормални држави, но верували или не, осудениците од диво населје кои ја нападнаа Македонија од Идризово ќе се префрлат да лежат затвор во Косово. Таму ќе ги служат затворските казни затоа што овде биле малтретирани, а самите постираа на социјалните мрежи слики од затворот како се гоштеваат. Министерот за правда Кренар Лога во интервју за Радио Слободна Европа кажал дека се комплетира документацијата за префрлање на Кумановската група во Косово. 13 затвореници од затворот од така наречената Кумановска група, кои сега се наоѓаат на издржување на затворски казни во Скопскиот затвор Идризово поради случајот диво населје, ќе бидат префрлени во Косово. Ова го пренесува косовската коха, повикувајќи се на Радио Слободна Европа. Министерот Кранер Лога во интервју за Радио Слободна Европа кажал дека се комплетира документацијата за префрлање на Кумановската група. Тие упаднаа од Косово на 9 и 10 мај 2015 година во Куманово и убија 8 припадници на
специјалните полициски единици. Тројца од нив се осудени на доживотни затворски казни, а останатите на долгогодишни затворски казни. Тие се пожалиле дека во Идризово биле жртви на физичка и психичка тортура и затоа бараат затворските казни да ги издржуваат на Косово. Јас сум против ово. Ке кажем и зошто. Не, Ивица што не може вака. луѓе што загрозиле мир на Македонија, кои што вдека сака да направат Војна? сега да ги Значи, пратиме прво. на Косово, каде што тие кои што беа тие кои што ги изгубија животите од групата беа како херои погребани Со државни почести. почести и така натаму. Значи ова ќе значи да ја ги пуштаат на слобода, ако ги пуштаат Прво на Косово. нешто вака. Значи, Ова е, која е пораката? ова е подривање на суверенитетот на Македонија. Апсолутно, по секоја основа. Значи, јасно е дека оној кој извршил криминал на територија на Република Македонија може да лежи затвор само во Република Македонија. Не, може, ама меѓутоа може се случува и тоа, има таа меѓународна правна помош и така натаму, кај што се случува некој да доврши своја казна на друго место, но не во овој случај, извини. Во овој случај Косово покажа дека Косово покажа сосема поинаков однос тука. Косово треба да се извини за ова што случуваше во Куманово. Тоа е прво, второ ги има Како вака? како овие си живеат убаво во затворот Идризово, јадат, пијат, се сликаат, така што ова тортурирани во затворот ми е малку така шкаклива работа. Ма каква А тортурирање? особено видете како секоја европска држава ги чува терористите во затвор и ќе видите дека веројатно овие се најубаво чувани терористи кои нападнале нели една земја во Европа, веројатно најдобро, без никакви проблеми, без ништо. За споредба. Греш со Гвантанамо спореди. па, нели, кај се ако чуваат го тие направите што- ова да. од диво населје у Америка, ќе ве стават у Гвантанамо. Верувајте, условите се далеко помалку хумани од Идризово и И ова не е... само тоа, тука има пресуди во Гвантанамо, има ситуации кај што не се обвиненија покренати. Да. Има и такви тамо. Овдека има докажан случај и нема што да се докажува понатаму. Ова што ни го сервираат вака срамежливо преку косовските медиуми, значи целосно откажување од суверенитетот на оваа земја. Сите знаеме дека на крај овие луѓе излезе под чија наредба влегле овде, се имаше лаги дека бил овој вмешан, оној вмешан, но беше јасно дека беа дел од проектот заедно со тогашните бомби и шарената револуција беа една За рушење на уставниот поредок. за рушење на уставниот Апсолутно. поредок на Македонија. Временскиот момент како Зоран Заев им ветуваше дека ќе ги ослободи и така натаму. Не само тоа бе утредента, он таму се појави. Да. Кој друг би идел во воена зона утредента после таква една сурова операција? И се сликаше со дел од нив. Да, Господ Од знае со нивните кој се сликаше. поддржуваат. Ова. На крајот, но види, тоа беше еден одвратен чин. Значи, јас се сеќам, па ние имавме и една ситуација, мојата сопруга од Куманово, мајка и беше таму дента. Овако, значи еден град кој што 6 месеци беше оставен без вода. Се сеќаваш на тоа? Да, Што командант е злосторство Вентили. против човештвото? И Пар зашто треба да се одговара, да. Но и покрај тоа тој град успеа да сочува насред еден таков конфликт, тој град го сочува мултиетничкиот мир, што е големо постигнување. Повторно некој се обиде во Куманово да го руши мирот на граѓаните. Зошто, кажи ми, Липчо? Не. Не, тоа беше дел од тогашниот проект на Зоран Заев, на шарената револуција и дојде заедно со тие безбедносни предизвици кои во тие моменти Република Македонија ги живееше. И тука нема дилема. Еден од најлошите периоди, можеби најлош период во Најлош период во историјата на Македонија. После 2001, да. Па дури да можам да кажам и дека од 2001 беше сценариото. Добро. Така. Нели почна со големото уво, па продолжи со војната. Точно, меѓутоа И можеби и тука беше тоа сценариото, но жртви имаше, тоа беше, реакција на македонската полиција и на тие 8 херои. 8 херои, меѓу кои имаше и албанец, точно и кои Турција. загинаа бранејќи ја нашава земја од овие кои тогаш ја нападнаа како дел од тој поголем проект. Нивните жртви сега како ние ќе ги
ќе ги испочитуваме со тоа што ќе ги вратиме во Косово, откаде што веројатно ќе бидат ослободени. Да веднаш. Или ќе побегнат од затвор или такви нека. Или пак ќе имаат слободен викенд, ќе работат надвор цело време, ќе бидат слободни граѓани. Види, кога има меѓународна правна помош, само да знаеш, кога има вакви работи, тоа значи дека мора целата казна по тој закон да се одлежат во дома. Јас се сомневам дека такво нешто е можно, имајќи предвид дека Косово ги испрати овие со воени почести. Ја не ги испраќа Билјупшо со воени почести тие луѓе. Така ли беше? Така е. Се редеше војска, плотуни, знамења, дури им исплатија и семејствата оштети, пензии и такви работи. Да, Дека се, ако биле кучиња на војната кои што биле без контрола, вака немаше да ги испратат. И немаше сега да се борат да ги вратат таму. Ова ми е, но не ми се допаѓа ова. Не ми се допаѓа. Не, мене не само што не ми се допаѓа, доколку се случи ова, почитувани слушатели, и вие на наредните избори гласате за СДСМ и ДУИ, вие покажувате елементарна омраза кон себе, кон своите предци, кон својот народ и кон својата држава. Значи, после ова, доколку вие гласате, се друго, корупција биле, краделе, не краделе, па некој ќе ви каже и Груевски правеше така, и Мијалков правеше така, и ова беше, и она беше. Доколку овие кои ги убиваа нашите полициски службеници, овие кои сакаа да го палат Куманово пред само 5 години, доколку се вратат на Косово и не ја излежуваат нивната казна овде, и вие гласате после тоа за СДСМ, вие се мразите себе си. Точно. Извинете вака, ова е можеби премногу радикална констатација од моја страна, но друга констатација не постои. Од друга страна, доколку СДСМ и ДУИ го реализираат ова што веќе го прават, затоа што тука веќе почнала постапка, и ова да не беа косовските медиуми немаше ни да дознаеме ние. Значи ова е еден, како се вика, мучки, кој е преводот на македонски? Подмолен. Да, подмолен, да. Ова е еден подмолен обид да се реализира и да се скрие од македонската јавност, затоа што ние не дознаваме од овде. Дознаваме од Косово. Да. Ако нив правата во затвор им биле загрозени овде, ние прво од нашите институции требаше да дознаеме. Има комисија за заштита, за санкции, за не знам како се вика, за дискриминација за ова зона. Ки се покренуваат барања пред нашиот систем, каде што се кажува, се поднесува. Ние тоа ќе го дознаевме од овде. Тачно. Ако имаше нешто на вистина. Но наместо ние да дознаеме од овде, ние дознаеме од Косово. Каде што овие луѓе ќе се вратат. Тоа значи дека некој овде нас сака да ни скрие. Точно. И оваа тема, овие терористи, доколку бидат ослободени, во ситуација во која лежат луѓето за 27 април, тоа тотално покажува едно урнисување на македонскиот ентитет во Македонија. Македонците стануваат робови во својата држава. Комплетно, согласам со тебе. Затоа што во ситуација каде што оние кои ја напаѓаат државата од надвор се ослободени, а оние кои се степале во собрание поради неприфаќање на нешто се во затвор, тоа говори дека оваа држава е најантимакедонска творевина што може да биде. И престанува да биде воопшто целиот систем на македонците. Престанува. Тука не само што имаме апартхейд, тука имаме окупација над македонскиот народ. Не сме се случи тоа. Во право си за тоа дека ова ако и ова ни го направат, а не се сомневам дека се способни за такво нешто. И јас мислам дека ова ќе го направат, затоа што е дојдено до некоја финална фаза и јавноста во Македонија се уште доволно не е ни информирана, ниту се кренала. И мислам дека наредниот чекор е токму имплементација на ова. Тоа е некој мое. Па види, ова е подготовка за јавноста. Ова е подготовка за јавноста. Овде сега мерат. Овде сега мерат. Не пуштаат овако, колку да се, како се вика тоа? Да се издиш. Да. И ја пуштаат во исто време со Бехтел и Енка, која сите се расправаме.
Ма како да И не ја се расправаме? пуштаат на сите во Не, но во ова време ако е кога влезено, со Америка, ова ако е влезено, со Америка, се извинувам, со Бугарија да, ги имаме ова овие што ме проблеми. влезено во собрание со субјект Алијанка е проблем, а ова ако е, значи за вакви барања може да одлучува министерот за правда под услов не Ма знам еве каква е, самиот министер вели дека ќе ги не знам каква е договорната состојба меѓу Косово и Македонија во однос на овие работи. Не знам дали ја имаме рамката, затоа што мора да има договори околу ова, знаеш. Така што треба да се испита, баш ка види, пак станува збор во однос на делата, Лепчо. Не е ова страшно е ова. Значи, извинете, но самиот министер за правда го тврди ова. страшно. Значи, ова не е тврдење кој доаѓа од нели од некој Кренер Лога, тој е тој. Министерот за правда го тврди ова, не го тврди еден дечко млад со брада. Значи не го тврди никој друг. Ова го тврди министерот за правда, оној кој може да ги испрати овие луѓе таму. Иначе нашиот министер за правда, кој прв пат го гледам наискрено, благодарение на ова, тој така од каде? роден на 25 февруар 84 во Скопје. Да, кадар на Арбен Таравари, кој со се ова, после ова, заедно со Лога, станува еден од најголемите душмани на македонскиот народ, затоа што сака да ги ослободи оние кои убиваа македонци во 2015 година во Не, и Куманово. сака да дигнат во воздух цела земја. И сака да ја дигнат во Сака воздух. Куманово, вториот поголемина град во Македонија, да го поделат. Цела земја е сега на Арбен Таравари. Можеме само да му порачаме дека следиме и дека можеше да биде добар мултиетнички. Чека, а си слушнал дека го планираат за кандидат за председател СДСМ и Алијанса? Океј. Што ќе биде слоганот? Да ги ослободиме сите терористи, да Не, ја чисто убиеме вака- Македонија. Тоа ќе биде чисто слоганот вака- на тие избори. чисто вака- чисто- Затоа што ова е убивање на Македонија. И Арбен Таравари после ова излегува по-радикален националист. Националист на рангот на Али Ахмети. Затоа што дури ни Али Ахмети не се осуди да го побара и да го направи ова. Ајде, бидеме гледаме искрени. се тука за ова за ова е страшно што се случува. Законови што се предложени, Лјупчо, е ова законови што се предложени се катастрофални, се страшни. Нека гледа и нека слуша македонскиот народ и нека знае еве што му прават. Од Дуј го крадат, од Алијанса му ги пуштаат терористите. Тоа е Македонија во моментов. И ние сме биле некаква држава. Ке ги ослободат овие кои 8 семејства за Црнија. Не бе и тоа. 8 семејства останаа без татко, без син. Не само без тоа, внук, намерата беше сите семејства да ги загрозат во Македонија, со тоа што ќе отворат воен судир нов. Тоа беше намерата. Ништо повеќе. И сега некој ги ослободува. Страшно. Таравари нешто минатата недела се правеше паметен и ме повикуваше мене на социјалните мрежи и кажа дека бил демантираше нешто за Охридската болница и кажа дека бил он отворен секојаш за медиумите. Еве јавна покана до него, после ќе му пишам порака. Го канам овде во ова студио, сакам да ми објасни зошто сака да ги пушти овие терористи од Диво населје. Неговата политичка партија. После оваа емисија ќе му пишам порака и сакам овде цивилизирано, ако останала ронка цивилизација во него, да дискутирам со него и сакам да ми објасни цивилизирано како убиците на 8 бранители на оваа земја сака да ги врати во Косово.
може да го донесе со себе и овој Брадоњава лога, па да расчистиме еднаш за секогаш. Почитувани слушатели, тоа беше се. Денес е 9.5.2023 година. Јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чушевски.